Здраво на сите, поредот на нештата, еве и вечерва, да ги видиме грчките електронски медиуми. Веќе не нема на насловните страни, воглавном на насловните страни грците се занимаваат со Турција, САД, Русија, бегалската криза и така натаму, но со подлабоко барање избрав неколку написи од Танеа, од Товима, од Икатимерини и од Товима и од Катимерини. Но пред да почнам да ги коментирам написите кои што ги избрав, да кажам неколку работи кои што како помисла ми се наметна овие денови додека се интересирам за грчките медиуми, а тоа е говорот на омраза. Рака на срце, во големите и официјални медиуми како Танеа, Катимерини, Товима, не постои веќе оној говор на омраза како што постоеше минатите години. Значи веќе не нарекуваат цигани, цигано-скопјани и така натаму. Но останат оној говор на омраза кога не нарекуваат скопјани. За нас сепак тој термин е говор на омраза. И мислам дека прва работа што нашите власти треба да побараат од властите во Грција како знак на добра волја и знак за соработка и градење на соживот е веќе дефинитивно да го побараат тој термин веќе да не се користи со оглед на тоа што и официјално тие не нарекуваат ПГДМ, Пројин Југославики демократијата из Македонијас. И тој термин Скопје и скопјани го користат само кога ќе сакаат да не навредат. И мислам дека прва работа што нашите власти треба да ја побараат е тој термин веќе да не постои. А ако ги разгледаме пак помалите медиуми, во Грција сепак постојат медиуми кои што и понатаму не нарекуваат цигани, цигано-скопјани и така натаму. Еве, денес се сретнав со овој весник, Елефтери ора, слободно време, слободен час, кој што со него ќе се позанимавам во едно посебно видео. Тој е весник кој што изобилува со говор на омраза, значи постојат цигани, цигано-скопјани и така натаму. Но сега да видиме, тоа е мој личен став. Мислам дека прва работа нашите власти треба да го побараат од властите во Грција како знак на добра волја да тој термин повеќе скопјани да не постои, а да се исчистат и помалите медиуми од секаков говор на омраза со оглед на тоа што Грција е во Европската унија и треба да ни биде пример. Од написите кои што ги избрав се Македонико, значи македонско прашање, двојазичните Грци бараат признавање на скопско малцинство. Еве, повторно тој термин. Двојазични Грци, скопско малцинство. Прво и главно, признавање на скопско малцинство во Грција, да отворат школи во кои што ќе се учи, ќе го учат скопскиот јазик, права и сите други предвидени обврски кои што се предвидуваат со меѓународните правила, објаснува етнологот Димитри Евангелиди, интересен напис. Понатаму Кумуцакос, владата изигра опасно со македонското прашање. Господинот Кумуцакос кажа дека Нова демократија не ќе гласа за договорот во Преспа и
поцрта дека грчкото признавање го храни скопскиот либерализам и национализам. Друг напис е кои беа 8 предавници на ВМРО кои што гласа за договорот. Судир со правдата има по повеќето од пратениците кои што од опозицијата кои што се решија да го поддржат предлогот на Заев. Од Товима го избрав овој напис, кој што го имаше исто така во Танеа. Кумуцакос за договорот во Преспа, владата изигра опасно со едно етничко прашање. Товима, та епидомата кеј еклогики васи ту Сириза, користа и придобивките користа и нелогичната потпора на Сириза. Од Ика Темерини, овој напис веќе го коментиравме од вчера. САД и одговараат на Москва за гласањето во БРМ, паралогија, скепсевдис, нелогичности и лаги и клевети. Одговор на Скопје до Москва. Москва се труди да го подкопа да ја подкопа политичката процедура, да ја подкопа процедурата за се разбира процедурата за уставното преразгледување и за исполнувањето на договорот од Преспа. Теодоракис, Топотами е партија од помалите партии во Грција. Топотами не учествува во сценаријата за поддршка на владата. И овој дел, Германското министерство за надворешни работи за БРМ, значен чекор кон остварување, исполнување на договорот. И овој напис е стар од 23, значи од завчера. И сега сакам да кажам неколку збора за овој весник. Еве, насловната страна му е некоја плейбој модел се сликала гола во Света Софија, во Истанбул, во Цариград, како што велат во Елефтериора, со поддршка на Турција, само за да се исмее на христијанската светиња. За овој весник дознав денес непосредно од еден мој пријател кој што ми кажа дека во некој наш албански портал денес излегол список кој што се повикувал на овој весник, кој што овој весник оригинално го објавил, од 10 наши луѓе од Македонија, македонци и албанци, со име и презиме кои што работеле за Грција. Таков напис не најдов, но го открив овој весник кој што и текако изобилува со говор на омраза, значи се работи за конзервативен, благо речено весник, јас би рекол ултрарадикален. И сакам со овој весник да се позанимавам подетално, ќе се потрудам да преведам подобро и попрецизно еден цел напис, но тоа ќе го сторам во наредно видео. Сега само ќе ви го представам. Значи, христијански напис, весник, има и дел што се однесува и за молитва, благочестие, еве, модел од Playboy се е сликал лагола во Света Софија.
Еве го, ово е написе за нас, а денк сипнисуме киндиневуме, ако не се разбудиме сме во опасност. Видиме што кажува. Сите грци тргнавме по процедурата и резултатот од гласањето во парламентот во Скопје. Според начинот и резултатот што произлезе од тоа, ние во ЕСО мислиме дека вака или онака не можеме да се потпреме за тоа што ќе се случи со нашата татковина на апетитите на словените од Скопје. Обврската е наша и на никој друг. Не чекаме некој друг да ни го реши проблемот. Ако ние не се завзееме со тоа, после 70 години разногласија во кај нашите политички водачи, време е да се разбудиме и да видиме што и да видиме дека ни украдоа 3000 години историја. Проблемот е дека голем дел од нашиот народ се уште не разбира што се случува, немаат сватено што се случува, немаат сватено на наркозата не ја имаат сватено хипнозата што се однесува до иднината на нашата земја. Ние ќе продолжиме да притискаме за нашата цел. Единство на грците, за интересот на нашата татковина, за да не дојдеме повторно да плачеме како луди девојки. За она што се случува во Скопје, тоа треба да ни служи како будилник за сите кои што се наоѓаме на браникот на татковината, партии, движења и организации, и сите да стават татковината над се. Секој ден треба да размисли како самиот тој треба да го спаси нашиот народ. Треба да помислиме дека од мене самиот зависи спасението на народот, да не гледам што прават другите и да мислам дека јас го имам големиот долг за спасението на татковината според Драгуми. И сега тука открив еден многу интересен напис. Мислам дека беше во овој дел што се однесува на Македонија. Или сепак е тоа во Скопје. Да, еве го, вразун и еноплес динамис мас кататон продотон политикан.
вријат вооружените наши сили против предавниците политичарчиња. Се работи за еден напис во кој што се зборува за неодамнешна тајна средба помеѓу војни официри од Срби и Црногорци и Грци, и она што тие тајно го договориле. Тука се нивните сојузници, србите и русите. Значи се работи за напис за тајна средба на српски, црногорски и грчки официри, кој што сакам поподробно да го преведам во наредното видео. Не сакам да биде тоа симултан превод, бидејќи, како што и самите гледате, кога преведувам симултано, е со големи паузи, можност за грешки, бидејќи се трудам во моментот да го изнајдам најдобриот превод и да ги искористам најдобрите термини. Значи, овој напис ќе го со оглед на важноста на темата и интересна тема, тајна средба на српски, црногорски и грчки официри и некои тајни договори и заговори. И тоа ќе го очекувате во наредното мое видео. Доколку ви се допаѓа ова моја работа и ова трудот што го вложувам да ја премостам нашата јазична бариера, потребни ми се вашите сабскрајби, затоа ве молам притиснете на копчето subscribe на мојот YouTube канал. Се слушаме, се гледаме во наредното видео. Ве поздравувам.